имаше многу моменти од страна на нели околината, друштвата, во кои доаѓа и така нели индиректно ќе кажат што ни прави власта во државата, власта се поразбира веќе татко ми. И толку бев изрелатирана и ќе одев и ќе му викнев така и ќе му кажав зашто го правиш ова, гледаш народот не го сака тоа, не сака да правиш вака против тебе. И тој само со смирено така ќе ми кажеше дека го почитува и го слуша гласот на народот, ама дека знае што прави и што бара од Македонија, нели, мир и само мир му беше целта во таа ситуација. За секогаш ќе ми остане во осеќавање средбата што имавме со председателот Буш во Белата куќа, што беше предвидена само на 20 минути според протоколот, меѓутоа се одолжи на цели 50, токму поради тоа што Борис Трајковски знаеше како да се постави кон својот соговорник, партнер. Председателот на Америка сепак е еден несекојдневен партнер и не секогаш можете и да имате прилика да се сретнете со него, барем не на таков начин како што беше таа средба во Белата куќа. И не само што председателот Буш го зема под рака и отидоа во една соседна просторија да се помолат, бидејќи двајцата се верници кои држат до тоа, туку и потоа се виде како се создава еден личен, присен контакт, што е мощна значајна компонента, ако сакате, во меѓународната соработка и комуникација да го постигнете саканиот ефект. Македонскиот председател действуваше умно, честно и одлучно, а својата човечка и државничка мисија ја вршеше според највисоките Божји закони. Тој работеше од рано наутро до доцна навечер, беше голем работник и различно од многу други председатели пред и веројатно по него, неговиот ден беше преполн. Агендата беше преполна со средби, со дискусии, со борба да се направи нешто за земјата, со обид да се подобрат нештата во Република Македонија. Работеше на се што е она во негова надлежност, но и многу работи кај што можеше да помогне, а не беа можеби негова обврска тој да ги заврши или да ги реши. Така што беше реално посветен на она што се вика Република Македонија да тргне напред. И неговиот сон беше да станеме членки на НАТО и членки на Европската унија. Се откажа од комоцијата, од приватноста, па дури и од сонот, и речиси секој миг му го посвети на својот народ. Останува најтешкиот пат или дел од задачата. Работата која ние овде самите, а не некој друг однадвор во наше име, да ја направи. Треба да ја завршиме со подигнување на нивото и стандардите во сите домени на општественото живење. Јас верувам во граѓаните на Република Македонија и убеден сум и дека сите заедно ќе направиме она што историјата, но уште повеќе и днината го бара од нас. Наша обврска не е само да ги оствариме до крај овој концепт, туку и да го афирмираме во светот како автентичен македонски модел на живење и да им ја покажеме на другите историската вистина за македонскиот космополитизам во кој секој наоѓал свој парче под небото и се чувствувал свој на своето. Нашиот идеал да го споделиме со останатите, за ние самите, но и светот се увери во големината
на нашиот придонес во универзалната ризница на општо човечките вредности. Често пати знаеше да каже дека народот со ваква историја има неотуѓиво право на среќа. Последниот подпис на документот барањето за прием на земјата во Европската Унија со кој го испрати тогашниот премиер Бранко Црвенковски ќе остане како тестаментална обврска и аманет за следните генерации. Вистинската вредност на делот заложбите на председателот Трајковски добија вистинска валоризација во македонската јавност дури после неговата смрт. Значи, тој едноставно немаше прилика да се увери лично и убеди дека тоа за што он се залагаше во едно тешко време, подоцна стана едно доминантно расположение во државата, кај сите го прифатија како исправен пристап, како да ја сподели судбината на многумина други, не би рекол само Македонија и на Балканот, а тоа е дека во овој наш простор или во овој наш регион не се признаваат живи авторитети или живи херои. Често пати, дури после смртта на некои луѓе, се вреднува на вистински начин нивното дело или нивните заложби. Така да јас само можел да кажам дека она што сме должни на некој начин сите ние, граѓаните на оваа земја, е да го негуваме и споменот на Борис Трајковски како личност, но исто така да ја покажеме нашата позитивна оценка кон она за што он се залагаше на тој начин што ќе ги оствариме неговите заложби. Ја мислам дека кога Борис Трајковски би можел да ја види Македонија како членка на НАТО алијансата и на Европската Унија, би бил можеби најсреќниот човек. Борис Трајковски е роден на 25 јуни 1956 година во Струмица. Дипломира право во Скопје. Кратко време работеше во земјоделската задруга Ангелци. Тој е првиот председател на држава методист во една православна земја, кој активно работеше како лаички проповедник во Евангелско-методистичката црква во Македонија. Сине на Киро и Гонца. Во Струмица израсна со својот брат близнак Александар и со постариот Мојсеј. Братот Ацо со носталгија се сеќава на училишните денови. Се враќам 40 години назад, што со мојот брат покоен Борис Трајковски учевме заедно и го гледам дневникот и гледам оценките. Во таа училница учевме, он седеше позади, беше покрупен, јас седах понапред, меѓутоа ми помагаше. Он беше посилен ученик од мене, ми помагаше дома, случуваше тука и во школата да ми помага. Како сите деца и ние се радувавме што идеме на школа, бевме со исти проблеми, со иста радост, не делевме од другите деца. Таткото Киро свежо зборува за маките во минатото, како и за својот татко, чиј што гроб неговиот внук, председателот, го најде по многу години во Канада.